повеќе со Јас нас. би сакал, ако може, да сакаме се и одговори. гледачите да ги побараме. Да се, за момент само да Повелите. одговорам на едно многу важно прашање. Повелите. Со какви се методи се служи грчката држава и грчката наука? Например, 76-77 година беа вршени археолошки истражувања на Кутлеш, Вергина, и тогаш со голема помпа тие кажаа дека ќе се откријат значајни работи што ќе се потврди хеленизмот во Македонија. Дека во Македонија биле хелените и дека античките македонци биле хелени. И сега што се случи? Од цел свет нагрна научни работници во Солун и чека конечни резултати. Меѓутоа што се случи? Кога тие ги изложиле тие сите експонати што било таму, Факти. да, чул еден англиски научник дека се пронајдени артефакти значајни, тој веднаш од Лондон пристигнал таму и кога ги погледал сите експонати, видел дека 4 експонати нему му се извонредно добро познати. Дека тие имаат грчки текст, а овие немаат грчки текст. А се 5, кажуваат тие, дека 5000 надписи се. Што значи дека се тие македонски, бидејќи до ден денес ние ништо не знаеме за нив. И тој тогаш, ми станало сомнително тоа, тој ги знаел, ги проучувал артефактите во Атина, археолошкиот музеј, во Атина. И што се случило? Тој со првиот авион оди во Атина. И да ги види експонати дали се тие исти, како можат да бидат исти. И витрините биле празни на тие 4 артефакти. И прашаве каде се овие? Велат, па на чистење се во лабораторија. Исчезна. И кај директорот оди вика, директор, можам да ги видам, вика, добро, не е забрането е. Се враќа назад и во Herald Tribune. Измама на столетието. Една американка, например, која била тука присутна, кога го видела изразот на тие дека, јас го пишувам таму како самите тие кажуваат дека биле разочарани, кога го видела изразот на тие сите археолози, вика, откупувањето на гробот на Филип II е погребан хеленизмот во Македонија. И тие симпозиуми што требало да се одржат во Солун, распаднале.